Здраво на вагите овој пат. Добро не дојдовте. Јајде да видиме каков ќе биде ноември. Ова се пораки за сите вас, што значи не може сите да ги доживиете нештата исто и не може секоја порака да биде за вас, затоа јас сакам она што сака да стигне до вас, вие да ја препознаете и ви посакувам да ви биде од корист и да ве води. Пред да започнеме кратко, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира, доколку се допаѓа, останете дел од сето ова, да следите на каналот, тоа навистина нам многу ни значи. Сега, да видиме што ќе се случува во животот на вагите во ноември. Значи, зборуваме за некои ваги сега, изборуваме општо, а во кое поле ќе си го пронајдете вие ова, тоа вие си знаете. Затоа што за некого ќе биде љубов, за некого ќе биде на приватно поле, дом, семејство, некого на професионално, кариера, работа и така натаму. Тоа е ваше, вие обидете се да ги толкувате. Јас преку метафора ќе се обидам да го доловам најдобро за вие да го разберете. Ова се пораки за некои ваги кои одлучиле да донесат, да направат некакви промени. Заменувате од ситуацијата во која сте, тоа е сигурно. Заминувате во ноември. Така почнуваме, нели, во ноември ќе чувствувате енергија, потреба да заминете од овде и ќе го направите тоа. Но од што заминувате? Заминувате од ситуација која веќе вам ништо не ви донесла. А вие сте се потрудиле максимално, вие сте дале се од себе, вие буквално се што можевте направивте, ама буквално се, дури за некои од вас ова се беа надчовечки напори, вие научивте и некакви вештини, направивте буквално се што можевте. Се дадовте 100% и го правевте ова по собствен избор, по собствена желба и го правевте сами. Но, од другата страна, никаков фидбек, ништо за возврат. Единствено што добивте беше потврда дека сте сами, односно осаменост, отфрлање, недоволно љубов, недоволно грижа, недоволно. Едноставно не добивте за возврат ништо. Ништо, буквално ништо. Товаров го носевте сами, апсолутно сами. Еве, како што може да видите, ова е некој кој самостојно може да направи се, апсолутно се. Се што прави сама, затоа што е моќна, е способна, има се што е потребно и обично ги представува тие што се сингл. Меѓутоа, одлуката да бидат сингл е нивна, никој не ми ја наметнува, а во вашиот случај е некој кој се може да направи сам. И погледнете што правите, што сте правеле. Целиот товар го носите сами, ама апсолутно сами. И тоа товар е ова се големи напори, на човечки напори за нешто вие да направите. А за возврат само удари, повторно удари од ситуацијата. Каква е, вие знаете, дали е партнер, дали е работата, дали семејството, што е, вие знаете. И тоа вам веќе вие доста. Доста вие затоа што сте разбрале и нешто дека ви се правило и зад грб. Сте разбрале и тоа. И токму тогаш сте пресекле и зборуваме сега за во ноември, значи ова ќе се случува. Токму тогаш вие ќе одлучите да ставите крај на некои работи и да заминете. Ке ставите крај сигурно во ноември на нешто. Еве, овде, ова е картата која значува крај. Значи нема повеќе ништо овде. Овде веќе нема ништо. Завршил животот. Не станува збор за живот, не станува збор за физички крај за никого, тоа не грижете се, туку станува збор за крај кој ќе го донесете вие. И
знаете, малку е чудна енергија, затоа што од страна, ако некој ја гледа ситуацијава, би рекол, па нема потреба за толку драматични потези, за толку драматично однесување, зашто има тука уште нешто што би може да се направи, затоа што не е се толку црно како вие што го гледате. Од страна, ако некој ја гледа, дури и во вашиот живот, ако би влегол, би рекол, па добро, има и полошо, но вам не ве интересира што има полошо, затоа што вие сакате многу подобро од ова. Вие се чувствувате повредени, без разлика како изгледа тоа за другите. Вие се чувствувате повредени. И кажав, заминувате во ноември, заминувате, ставате крај толку. Се што ве повредуваше, се што ви го кршеше срцето, се што ве чуваше еве во оваа ситуација, во оваа положба. Немојкни, повредени, со скршено срце. Тоа веќе завршува. Со одлуката вие да заминете од ситуацијава, ова ќе заврши. И што е она сега пак што ќе се случува? После вашава одлука, вие сте добри, супер, спокојни, знаете дека сега ќе биде тешко, затоа што многу и не ви е јасен патот кој треба да го одите, не ви е јасна. Едноставно вие не познате ова во која сакате да влезете, но ово и не знаете, тоа малку ве плаши што не знаете во што сега ќе влезете, но сепак сте среќни, задоволни, сте направиле нешто, се менуваат некако работите и чувствувате дека сте си исполниле некоја своја желба, сте направиле нешто за себе, многу големо за себе. Но, што се случува? Од другата страна и не е така, другите не се чувствуваат како вас, не се задоволни од вашите постапки или ситуацијата останала, ако е во работата, да речеме, без вас едноставно таму е невозможно да се продолжи. Ако е во работата, кажавме, ако е во љубовта или врските, тогаш од другата страна после вашата постапка ќе се освестат дека ова вака нема да може, без вас веќе ништо нема да биде исто. И тоа не само што нема да биде исто, туку многу ќе ги исплаши, премногу ќе ги исплаши, ќе ги донесе во ситуација на страв, на очај. И тие ќе се почувствуваат осамени, токму како вие што се чувствувавте досега. Тие сега ќе се чувствуваат дека се напуштени, оставени под ведро небо, без поддршка, без помош, без подкрепа, едноставно напуштени ќе се чувствуваат. И ќе направат нешто, ќе направат некои работи. Многу од вас имате работа со некои водоли, или пак со луѓе родени во знакот на јарец, родени во знакот на бик, на овен, како и да е. Но тие што се поврзани, што ги поврзува ова со некоја водолија, вие да знаете дека таа водолија или тој некој ќе направи нешто што ќе даде една нова надеж, една нова светлина ќе фрли врз случајов. Нешто вам ќе разбуди кај вас некаква надеж дека нештата па и може да се поправат. И што се случува на крајот на ноември, вие ќе дадете повторна шанса. Ако е водолија на оваа водолија, ќе дадете повторна шанса. А ако е во работата, ќе направат нешто, ќе направат се што може да ве вратат, ќе понудат нешто поголемо, нешто повеќе, некоја поголема сигурност и вие ќе дадете шанса. Но после оваа шанса вие ќе бидете овде звездата и ќе ве гледаат веќе со поинакви очи. Не само што ќе ве гледаат, туку и така ќе ве третираат од тогаш па натам. Значи, такви некои работи ќе се случуваат. И одлучите да ставите крај, ќе заминете, ќе ги оставите во ситуација на очај, на немој и ќе направат нешто, ќе направат се што можат, ќе направат многу и тоа, за повторно вие да дадете шанса, меѓутоа овој пат сте
несигурни и многу добро ќе им дадете до знаење дека ова е само шанса. Ова не е за секојаш останување, ова е само шанса и сега ќе гледате како тие ќе се постават, како тие ќе реагираат за вие конечната одлука да ја дадете подоцна. Некои други водоли, се извинувам дека ги споменавме водолијата, некои други ваги, ова е особено порака за жените, вие давате нешто некому, правите нешто за некого каде што не е апсолутно правилно. Вие со други зборови, вие се давате на погрешно место. Таму каде што се давате во таа заедница, ако е заедница или ако е човек, таму никој ништо добро вам не ви мисли, а вие премногу се вложувате и премногу се давате. Сакате може да исправите некои работи, може сакате да поправите некои луѓе, да им ги коригирате маните, недостатоците, може сакате да направите подобар човек од некого. Сите вие што правите тоа, верувајте дека тоа не едноставно е погрешно, затоа што тука нема ништо што може да се поправи. Другиот или другите не сакаат да бидат поправени, затоа вашиот труд е залуден. Некои други ваги да знаете дека вие што досега, да речеме, или во минатото, премногу сте работеле, премногу сте вложувале, меѓутоа за возврат не сте добиле ништо. И така сега тоа некој период траел, не чувствувате задоволство, знаете дека не сте вреднувани доволно, а толку многу сте вложиле, и сега така период на некоја стагнација може би бил. И вие да знаете дека во ноември на некој многу лесен начин ќе се здобиете со некакви привилегии, со некакви овластувања, со некаква повисока функција, можеби ќе напреднете. И ова ќе изгледа, на прв поглед ќе изгледа како да сте го направиле како да ви се случило без никаков труд, ништо не сте направиле, ова сте го добиле едноставно така како од ведро небо, но вие многу добро знаете дека ова е поради вашиот досегашен труд, поради се што правевте и колку многу се вложувавте во работата. Некои други пак, кои што тук излегле од врска, или пак излегле од врска, но едноставно не можеле да ја преболат таа врска или таа личност да ја заборават, во ноември тоа ќе заврши, ќе се ослободите од овие тешки мисли, ќе се ослободите од ова што не ви дава мир во мислите, и сега продолжувате по еден нов пат. Она што вам не ви е убаво во сето ова е тоа што низ овој пат се чувствувате некако празни, немате љубов, немате кому да ја дадете, или едноставно не чувствувате повеќе љубов кон никого или за ништо. И тоа вам малку ви пречи или ве вознемирува, но не грижете се, ова е процес на заздравување, ова е процес кој до сега не беше добро, затоа не грижете се, нека нема љубов, нека нема ништо, ова е процес на заздравување, бидете си приватни, бидете си некој време сами, залечете се, и за да можете повторно да тргнете во новите врски или во новиот живот која пред вас на здрава основа. Драги ваги, тоа е тоа за сега. Јас се надавам уживавте и до следното. Чао, чао.